Стадион. Емисија за вашата вистина. Рековте сега. Во овој момент додека ние Не, рековте сега ја научи лекцијата. До сега што правеа? И се повторува историјата, тоа сакав да ја прашам. Затоа што на почетокот многу некако дали не верувавте дека толку брзо ќе букне. 4 дена некаде гореше, не се реагираше. Ова е многу погрешно тврдење. Нема врска со реалноста, се реагираше од првиот Кочани момент. се споменува. Тоа се критиките кои што Во Кочани од првиот момент беа преземени максималните мерки кои што ги имаше на располагање. самите рековте сега ја научивме лекцијата. Не зборам за големиот пожар, за големите шумски пожари, доколку од старт се изгасне, се спречува опасноста тој да се прошири. Кога зборувам, ја научивме лекцијата, не дека порано не ја знаеле, но ваков пожар како што е овој во Берово Пекчево, можеби еден од најлошите, а можеби и прв во историјата на независна Македонија. Дроновите ги споменавте. Пред тоа дроновите ги немаш. Вака се, има дронови. Ние имаме во неколку институции дронови за кои што не би можел да зборувам јавно, но дроновите, она што ќе го видите од дрон, може да го видите од хеликоптер или ако се качите на некој повисок рид. Овие дронови имат термални камери и таа е нивната предност. Може да откријат беспилотните единици кои што беа набавени уште. Не би можел да одговорам на ова прашање, ова е во надлежност на МВР, ќе треба да повикате беспилотните летала, да. Имаше така. Не знам, немам информации. Околу надлежностите. Беше Максути директорот на дирекцијата за заштита и спасување. Многу нејасноти и тука, многу недоречености. Еве, од една страна ве критикувате, од друга страна велат зошто Стојанче Ангелов се истопорил кога на крајот на кришта ова е работа на ДСЗ. Беки му одговори, јас не сакам таква војна, не е битно чии се ингеренциите, кој е поголем командант, кој треба да дава команди, битно е да се заврши работата. Меѓутоа, сите тие работи треба да се решат. Дали ќе помине подолго време до некоја нова катастрофа, не дај Боже, повторно тогаш треба да зборуваме за оваа тема, или веќе почнавте активности да се расчитат сите тие недоречености, колизии законски, да се направи едно обединување, некој единствен закон, некоја централизирана команда која што ќе действува покоординирано, попрецизно и подинамично. Јас би рекол дека сега действуваме исклучително координирано, така што едно е законското решение, а второ е оно што е на терен. На терен ние сме исклучително координирани. Со оние сили кои што ги имаме, со онаа опрема која што имаме, ние максимално ефикасно и рационално ја користиме. Правиме листа на приоритети и токму тоа е причината затоа што секој ден на секое место нема хеликоптери, затоа што при секој пожар и градоначалниците, па и населението очекува да се појават хеликоптерите, но хеликоптерите не се управуваат со џојстик од канцеларија, се работи за 2 летала кои што ги возат живи луѓе. На тие живи луѓе... Тие од МВР дефинитивно не се употребуваат, немат корпи. Немат опрема, не се за таа намена. Значи, и овие не се за таа намена, но имат соодветна противпожарна опрема. Овие живи луѓе треба да одморат. Замислете вие да одете од овде до Солун со возило и да возите. Кога ќе стигнете во Солун, ќе бидете уморни, треба да излезете од возило, да се стегнете, да одморите. Овие луѓе цел ден го минат во хеликоптерите, а возењето во хеликоптер не е удобно како во патнички авион. Има доста тресење плюс товарот кој што го носат бара исклучителни вештини, тие се напрегнати, значи фокусирани. Затоа и честитам на овие храбри луѓе кои што ги управуваат нашите хеликоптери, но и хеликоптерите, иако не се живи суштества, мора да одморат, затоа што ја качува температурата, особено во пладлендите часови кога температурата се крева над 35 степен. Високата температура го загрозува животот на посадите. Уште од почетокот на оваа криза со пожарите ние рековме на прво место животите на луѓето, дури потоа се останато. Не можеме ние со форсирање на хеликоптерите, надвор од техничките можности на хеликоптерите, надвор од човечките можности на пилотите, да предизвикаме ризик за животот и здравјето на пилотите. Затоа и самите граѓани треба да знаат дека постојат таму и технички и човечки лимити и гаснењето на пожар, впрочем, секој се завршува од земја. Хеликоптерите можат да го загаснат, но тоталното гаснење мора да биде од земја, затоа што се додека, како што во војна
додека не сгазне војничка чизма, може да дејства артилеријата колку сака, но додека не помине... Ангелов, имаше ли противпожарно искуство или како специјалец имал противпожарна обука? Со пожари ништо не знаат. Никакво, но да ви одговорам на претходното прашање го прескокнав. Кога се појавија првите пожари, бидејќи беа во Кочани, потоа на Иленден се појавија на уште едно-две места, групата за процена, која што составена од директорите на разузнавачко безбедносната заедница во Македонија и од директорите и замениците на ЦУК и ДЗС, проценивме дека нема потреба да се распише кризна состојба, да се прогласи, се извинувам, преморен сум, ја спиено 2 часова ноќ. И веднаш наредниот ден ја свативме сериозноста на ситуацијата, бидејќи бројот на пожари растеше, си имаме ние начин на кој што утврдуваме кога се исполнети условите за прогласување на кризна состојба. Ние ја прогласивме кризната состојба, односно ние предложивме на управувачкиот комитет, кој што е составен од министрите за внатрешни, надворешни, одбрана, здравство, транспорт и врски, и јас како групата за процена, откако ова тело се согласи дека треба да се прогласи кризна состојба на целата територија на Македонија, тоа го предложивме на владата. Владата на итна седница во раните утрески часови наредниот ден прогласи кризна состојба во трајање од 30 дена на целата територија на државата. Во тој момент на сцена стапува главниот штаб за управување со кризи, кој што го предводам јас како директор на Центарот за управување со кризи. И овде надлежноста е јасна. Раководителот на главниот штаб, а тоа сум јас како директор на Центарот за управување со кризи, е главен координатор, значи не командант, туку координатор. Но како што вие рековте, јас немам искуство во гасење на пожари, но јас не треба да бидам пожарникар. Јас треба, кога на терен ќе ми побарат хеликоптери, доколку имаме, да ги испратам. Но тоа јас не го правам сам и тоа го објаснувам на пресконференцијите, оноку колку што можам. Ова тело, главниот штаб, е составено од 15-тина врвни луѓе од сите институции, полиција, армија, Министерство за земјоделие, шумска полиција, ДЗС, повеќе луѓе имаме од ЦУК, АНБ, дирекцијата, управата за безбедност на информации, значи многу институции има представник и овде одлуките се носат со учество фактички на повеќе институции и тоа ни овозможува да носиме правилни одлуки. Затоа апелирам до граѓаните, јас ги почитувам нивните совети и мислења, многу често ќе начекам на некоја утреска програма или попладневна програма јавување во живо каде што граѓаните кажуваат како треба. По некој пат има и мудри совети, добри совети, но граѓаните треба да знаат дека ние секогаш имаме повеќе информации од нив. Врз основа на тие информации ние ги носиме одлуките и ова е околу надлежноста. Кога е појавена, прогласена кризна состојба, се е едноставно подредено на главниот штаб, но во главниот штаб член е директорот на ДЗС, така да и директорот на дирекцијата за заштита и спасување е дел од главниот штаб, и јас како директор на ЦУК. Јас можам да се пофалам дека со Беким, директорот релативно нов во исто време како и јас, на ДЗС имаме изворедна комуникација и тоа помага да ги надминеме затекнатите непријатни искуства или ривалство меѓу борбено ривалство некое. И сега има одредено ривалство. Јас и Беким го контролираме тоа ривалство и ние гледаме да ги изгаснеме пожарите, а кога ќе се смири цело тоа, ќе седнеме добро, ќе ги разгледаме слабостите во законите и подзаконските акти и во контекст на комплетната реформа, хируршка реформа за која што зборувам безмалку откако сум директор на ЦУК, ќе направиме една сосем нова институција која што ќе ги спои надлежностите на овие две институции, на Центарот за управување со кризи и на Дирекцијата за заштита и спасување, но воедно имаме проблем со пожарите, треба да ја централизираме и командата на противпожарните единици, затоа што во овој момент градоначалниците барат едни од други. Кога би имала, значи, територијалните противпожарни единици повторно ќе останат под локалната самоуправа, децентрализирани, но мора да има една линиска команда за во случај ако некому му треба од едно место веднаш да се даде наредба да тргнат сите расположливи возила кои што се во тој дел. Има две прашања. Како тоа горат подземните корења според физика, ако нема кислород нема оган? И второ, координација авионите на сервис до крајот на септември таман за да можат сол да фрлат по планините. Па потоа пак ќе го одложиме сервисот.
Тоа се реши. Дали вие како директор на ЦУК знаете нешто за авиони? Знаете ли дека 2 години не се сервисирани? Јас знам многу за авионите, бидејќи јас како координатор од мене ги бара авионите во првата фаза. За жал авионите во времето на претходниот директор, кој што го наследи Беким, на чие што место дојде Беким, ги нема сервисирано затоа што настанале проблеми со тендерите. Проблемите се објективни и издржани, но сепак требало да најде решение. Сега Беким се обидува да го отстрани тоа решение и верувам дека до завршувањето на сезоната на пожари ќе успее. Беким рече дека авиони... веројатно и најдобро решение е да се направи долгорочно, да не се сервисира, тендерира секоја година, туку на 10 години. И второ спомена еден многу интересен предлог апропо Отворен Балкан. Такви големи авиони како Херкулесот од Романија не може да си дозволат овие помали држави. Да се направи еден регионален пристап, некое регионално тело, екипа која што ќе интервенира во вакви не само во делот на авијацијата на авионите, туку буквално во сите сили. Доколку во една од нашите држави, кои што се мали држави, да бидем искрени, има проблем, еве како што на нас ни притекнаа на помош српските хеликоптери, бугарските пожарникари, австриските пожарникари, словенешките пожарникари. Ние треба да во овој Отворен Балкан треба да имаме една повисока координација за во одредена држава која ќе има проблем сили да дојдат да се концентрираат овде, се јавува проблем доколку во исто време во повеќе држави имаме пожари. Ние во овој момент имаме повеќе од доволни сили во Македонија да изгаснеме било кој пожар, но ние во исти момент имаме по повеќе пожари. Би сакал само еве да ви кажам неколку примери. На 26 јули гореа 18 пожари, на 27 јули 14 пожари, на 30 20, сега прерипам ги кажам. На Иленден имавме 58 пожари. Не знам дали имате представа колку пожари има. Помалите ние не ги третираме, ние ги третираме шумските големи пожари. Но ако се запали некоја куќа, која што е нечiji дом, пожарникарите мора да отидат да ја гаснат таа куќа. Ние на нив не можеме да рачунаме на терен. Би ви кажал дека на 5 август имавме во еден ден 77 пожари. Шумски и останати пожари во урбаните места. Така да бројката е навистина огромна и ние тотал, ако ги земеме на дневна основа, ако сите пожари кои што во еден дел беснееле во државата ги собереме, тоа значи дека ако еден пожар траел 7 дена, го третираме како 7 пожари, затоа што и секој еден ден ние таму сме имали сили, доаѓаме до бројка од 506 дневни пожари на ден. Значи тоа е огромна бројка, граѓаните многу не се ни свесни бидејќи ги знаат најголемите пожари кои што се поатрактивни за медиумите. Но ние секојдневно верувам дека сега додека зборуваме во Скопје сигурно гори некоја куќа или некој покрив на зграда. Дали читавте за Грција? Само со ова пред рекламите да завршиме. Таму Мицотаки се извини на јавноста. Вие чувствувате потреба да се извините? Тоа е едното прашање. Второто, Мицотакис поучен од претходните пожари, кои се кажате во времето на Ципрес, кога загинаа над 100 луѓе во Грција, сега превентивно правеше евакуација на сметка на предизвикување на поголеми материјални штети. И се како да се направи тој баланс? Спаси доста луѓе, меѓутоа штетите се уште поголеми во однос на порано. Каде е тука? Дали имате представа, еви информација, вие како новинар, јас сум подсетен. Без разлика дали некое место е загрожено или не, веднаш ги евакуираше луѓето за да спаси. Колку луѓе загинаа во Грција, дали имате информација? Сега порано ве реков над 100 загинаа во тој пожар на датина што беше. Зборувам за сега. Не знам точно, немам информација. Значи таму сепак загинаа повеќе од 10 луѓе. Штетата е енормна. Енормна во овие пожари кои што беснеат во Грција. Ние во нашата држава сега во овие пожари имаме само една непотврдена жртва од Старо Нагоричане. Една непотврдена, бидејќи телото се уште не може да се најде и малку имаме некои нејасноти околу тој случај. Чекаме МВР да го расчисти случајот, бидејќи телото не е во куќата каде што сопругот или пријателот кажа дека се наоѓа жената. Почувство до кој е почината, но се надевам дека на некој волшебен начин побегнала некаде и е жива. Ние немаме други жртви. Штетата во Кочани беше малку напумпана. Дали знаете, например, колкава е реалната штета во градот Кочани, не на шумата? Имаме изгорен само еден покрив. Значи само еден покрив и вториот е нагорен. И тоа на куќа која што патем и осигурана.
возилата кои што ги дава изгорени, тоа се олупени стари возила фрлени кои што стоја на трупци. Во Кочани нема изгорено ниту едно возило. Мислам дека еден стар трактор беше зафатен кога бев на лице место, но не знам дали бил во возна состојба. Штетата во Кочани, во градот, повторувам, не знам. Проценки доправа ќе се прават. Не, ама еве ја на грубо ќе ви кажам, можеби неколку илјади евра, 5-6 евра. Тоа е. Шумата е друга работа, но и шумата кај Кочани, благодарение на градоначалникот кој што покажа школски час по менаџирање на пожари во двата големи пожари кои што беа одвоени и започнаа од различни места, иако некој се обидуваше да ги спое дека е еден недогаснат пожар, градоначалникот успеа да спаси многу. Граѓаните многу помогнаа во одбраната на градот и тоа е нормално кога си го бранете своето, затоа ние сме им многу благодарни, но граѓаните никогаш не изгаснале пожар. Пожарот го гаснат институциите, пожарникарите, војската, полицијата, затоа што се работеше за многу голем пожар. Да ви кажам уште еден се многу важен мобилизирале, факт. се собрале нивните куќи ги. Да, тоа е една точка, ама колку И во беше- Делчевско биле незадоволни од пожарникарите, на пример. Дури на некои места Тоа е биле во вулгарно. ситуација да ги избркат пожарникарите затоа што не биле доволно. Не, видете сега, не може еден граѓанин Се организирале со трактори, Не изорале. може еден граѓанин да кажува како треба пожарникарите да се однесуваат. Тие си имат своји правила, овде ние не можеме да попуштиме. Може да дојде некој локален граѓанин од селото и да каже ова треба вака. И не значи дека треба пожарникарите кои што изгаснали стотици пожари да го послушат него. Ние го разбираме и гневот и бесот на граѓаните, но само нека направат споредба со Грција и со Турција. И би сакал само да додадам дека не само во Кочани, на ниво на држава, во Берово, најстрашниот пожар кој што го имаме, има изгорени само неколку стари куќи. Значи штетата е мала. Еве да речеме нека е десетини илјади евра или нека е малку повеќе. Таа штета ќе ја надокнади општината и државата. Значи штетата во Македонија е многу мала, со исклучок на една неразјаснета жртва, која што не е сигурна, ние немаме други жртви и затоа како јас да чувствувам одговорност и да се извинувам некому, јас сметам дека ние одработивме токму како што треба, организирано со нашите скромни ресурси, така ќе продолжиме и во следниот период. Реклами во студиото е, има само едно прашање за Ангелов. Дали има завршено здравствен и безбедносен курс? Не, немам, може да одговорам. Откако кршев керамиди со глава, имам некое пореметување, се трудам со таблетки да го решам, но тешко иде. Внимавајте на овие изјави, одма ќе речат несоодветни изјави. И што Несоодветствуваат ќе ми на... направат ако кажа дека се несоодветни А изјави? има чудни работи. Твитер ве наградуваше, сега Твитер ве масакрира. Точно мене Твитер не ме масакрира, тоа е дувлото на ВМРО ДПМН кај Твитер. Знаете кои Аха, се мислите на- Па не, па тоа се организира напад. Јас на улица се чувствувам како херој. Мене граѓани секој ден ми приоѓаат. Синоќ на едно место 5-6 луѓе дојдоа да се сликат со мене. Оставете ги социјалните мрежи, се далеко од реалноста, погледнете ги насловите во медиумите. Ако дедо се плашеше од врапците, немаше да сади просо. Зошто? Каде се овие луѓе кога јас одам на улица да дојде некој да ми укаже дека нешто е погрешно? Пишуваат од скриени акаунти. Значи, ако се направи реформа, тогаш од ДЗС и од ЦУК би настанала една институција, еден директор помалку ќе биде, така? Така и еден заменик директор. Аха, значи две плати Јас помалку. се уште од сега кажувам дека прифаќам јас да бидам минус, да го направиме ние ова, да формираме една институција, но не да ги фузираме двете, тоа е погрешен став. Ние треба да ги разглобиме двете институции на составни делови и да формираме од нив, од луѓето, сосем нова институција, која што ќе ги обединува надлежностите на двете институции, бидејќи во овој момент Центарот за управување со кризи ја врши процената на државно ниво, па и делумно на локално ниво и координацијата, додека во дирекцијата се силите. И овде доаѓа до проблем помеѓу пренесувањето на наредбите кога има некоја реална ситуација. Јас се согласувам со професорката, благодарам за убавите зборови, убавите желби кон мене, ја поздравувам. Јас, откако сум директор, прво нешто што сватив е дека има системски недостатоци за кои што треба сериозни реформи. Затоа изборувам длабоки хируршки реформи, не површински реформи, но поаѓајќи од ова сваќање се обидов да формирам едно работно тело кое што треба да биде составено од врвните умови, од менаџментна криза и од врвни професионалци и во зависност од проблематиката врвни професионалци во одредени области, како на пример во пожарите, поплавите, земјотресите,
така натака. Но се судрив со еден проблем кој што беше многу неочекуван за мене и бев непријатно изненаден. Ако можам слободно да кажам дека во Центарот за управување со кризи постои нетрпеливост помеѓу одредени вработени, силна нетрпеливост и отежната работата, затоа што луѓето едноставно со текот на годините ги влошиле до толку меѓучовечките односи, што кога ќе му дадете некому работа, тој нема да ја заврши затоа што не живее со оној со кој што треба да ја заврши. И иако делува малку смешно, но јас кога давам задачи, прво ги прашувам добро дали со овој живееш, дали имаш муабет. Но до слично нешто дојдов, слично откритие кога се обидов да ја направам оваа група за реформи на системот, затоа што зборов со повеќе професори, зборов вравни авторитети и секогаш кога ќе ги прашав кој друг да приклучиме на тимот и немој тој е ваков, оно е таков, ја бев малку изненаден затоа што сватив дека и во оваа фела на кризиот менаџмент има раздвоеност, има поделеност на табори и нема време тоа да го изменаџирам, бидејќи имав многу тековни активности кои што постојано надоаѓаа, затоа што и ковид кризата делумно ние износивме на грб околу овие формалните процедури, прогласување на кризна состојба и така натаму, но и другите активности кои што ги имавме во овој момент. Но веќе кон крајот на август ова тело веќе е вообличено, ние ќе ги контактираме сите авторитети, се надевам дека сите ќе прифатат да влезат сите заедно да седнеме и низ една научна дебата за која што ќе треба време, значи ќе требат месеци и месеци. Прашањето беше кога ќе почнете со ова? Крајот на август. Крајот на август. Доцнам затоа што професорите меѓу себе се раскарани и некои од нив едни со други не се поднесуваат. И они тоа го знаат. Треба сепаратни состаноци да правите. Не, ќе ги собереме сите на едно место. Јас сметам дека можам да менаџирам со луѓе кои што имат мала нетрпеливост или поголема нетрпеливост помеѓу нив, затоа што нашата цел е да направиме добро за Македонија, добро за татковината, добро за граѓаните. Ние не треба таму да шириме другарство и пријателство, да одработиме сите заедно професионално, да го ставиме во сосем нова рамка целиот систем за управување со кризи, исто и поимот интегриран, не знам дали е соодветен, значи зборувам за сосем нов единствен систем за управување со кризи кој што ќе ги опфати сите сегменти кои што сега се раслоени во различни институции или субјекти и потоа треба да се направат низа законски измени. Прво имаше некои забелешки кај не стоите баш најдобро со Пендаровски. Не е точно, јас со врховниот командант Пендаровски имам изворедно добра релација. Таков впечаток се создаде со примерот со Кратово, со Шер. Вчера за Рачиново неговата изјава е погрешна и не се согласувам со неа. Ние, припадниците на македонските безбедносни сили, во 2001 година, вклучувајќи го овде Рачиново, бевме надмокни. Бевме надмокни од аспект на човечки потенцијал. Бевме надмокни од аспект на обука. Имавме подобро обука, имавме две врвни специјални единици. Тигрите и волците, имавме многу подобра опрема, многу подобро вооружување, имавме борбени авиони со разорни ракети и митрлези, борбени хеликоптери со разорни ракети и митрлези. Имавме тенкови, топови, хаубици, митрлези, пушко-митрлези, рачни фрлачи на гранати и ракети, автоматски пушки, пиштоли. Значи, и пак не го освоивме Рачиново. Се извинувам, не го освоивме, не ни дозволија. Ни треба уште неколку дена, ние никаде не брзавме. Кој може мене во мојата земја во едни демократски услови на глобалната политичка сцена да ми каже освоите го за 3 дена, па и американците не можат за 3 дена да го освојат, дали требаше да дозволиме да ни загинат 100 луѓе за да го освоиме селото. Ние полека селото ќе го исчистевме, УЧК беа блокирани од сите страни, ќе го исчистевме до последниот припадник на УЧК, ќе беше заробен или убиен. Тоа го гарантирам бидејќи јас водев дел од пешадискиот напад со тигрите. Она изјава на председателот дека се видела наша немок, се извинувам, немок да го освоиме селото, е навистина несмасна, верувам дека е кажана од недоволно информации. Јас и во мојата вчерашна колумна кажав дека сакам со него да се видам, да пиеме кафе само на оваа тема, инаку јас имам навистина со него изворени релации. Денот кога и изјавите за хеликоптерите, тој прво каже дека не може да летаат, после тоа испада, несоодветно како да не се... Врховниот командант во ниту еден момент не кажал дека хеликоптерите не може да летат. На Иленден, кога почна пожарот во Кочани, тоа е вториот пожар. Председателот беше во Крушево, јас бев во Крушево. Во разговор со него, тој веднаш даде наредба за ангажман на армијата, на пешадијата,
на живата сила во Кочани. По најскратен пат, прескокнувајќи и сите бирократски бариери, затоа што постои еден правилник кој што тоа му го дозволува. Ма какво извинување, неговиот лидер мене ме нарече циркузан кој што крши керамиди со глава. Ако тоа не е навреда и неговиот говор досега, тој у 50 навреди кажа. А јас зашто се лутат? Зашто ви се лутат? Значи, мојот сарказам, верувам дека таму има некој духови човек кој што знае што е сарказам. Сигурно дека ја не мислам дека ВМРО ДПМН не украле моторната пила, се работеше за лажна вест. Значи, вака најнакратко, кога ќе дојдете на власт, тогаш ќе кажете кој ќе биде директор, ако смета дека не сум добар, пријавете ме во владата, нека ме сменат. И кажете ми кој е тој поадекватен од мене. Јас само за миг на брзина ќе кажам, во последниот мандат пред мене беше Агром Буџаков, кој што вие го ставивте. Тој е некој професор по странски јазици, пред него била господја Сузана Салиу. Дали она е подобро од мене? Во времето на ВМРО ДПМН била директор пред Агром Буџаков. Пред Сузана бил Мутаир Максут, економски заменик. Дали Мутаир Максут бил подобар директор од мене, подобро решение? Пред Мутаир бил Зулфија Дили. Дали Зулфија Дили е подобар менаџер на кризи од мене? Значи, ова се само некои од решенијата кои што ги предложил ВМРО во нивниот мандат и сега ние чекаме нивен представник од Комисијата за одбрана, но таков нема затоа што таму е членови во таа комисија Бојан Стојановски правник, Дарко Костовски дипломиран политиколог, Ѓорѓа Сајковски доктор по историски науки, Марија Петрушевска политиколог и така натаму. Кој од овие менаџер по кризи? Значи, нека не филозофират, нека пратат член во главниот штаб кој што на вистина знае. Вака излегува дека тие се немокни затоа што нема човек ни приближно добар како мене. Нека го извадат, било кој нека го пратат во главниот штаб, ќе го прифатам, нека ја наблюдува работата, ако понуди добри решенија, истите ќе бидат прифатени. Уште нешто имате ли да додаете ново, или тоа е? Повикувате на дебата? Па нема да дојде на дебата, знаете дека ВМРО ДПМН бегат од дебати. Каде може Стоилковски со мене да излезе на дебата? Стадион. Емисија за вашата вистина.